студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Премиерот Христијан Мицковски заедно со градоначалникот на град Скопје Орце Ѓорѓиевски синоќа беа во обиколка на главниот град. Вечерна обиколка во Скопје со премиерот Мицковски, кој сега конечно личи на метропола, како што доликува улиците и плоштадите се чисти, полни со посетители, ја нема она лоша слика на која се навикнавме и никогаш повеќе нема да се повтори, напиша на неговиот Facebook профил градоначалникот Ѓорѓиевски во рамки на обиколката. Двајцата го посети местото Луна парк, кое го посетивме она што долги години му треба не само на Скопје, туку и на Македонија. Луна паркот кој наскоро започнуваме постапка за негова реализација. Најдоброто доаѓа стои во објавата на Ѓорѓиевски. Од денеска стапува на сила забраната за фрлање отпад по 22 часот. Инспекторите и комуналните редари на град Скопје ќе работат во 3 смени распоредени за да ги санкционираат прекршителите. Фирмите ќе имаат и граѓаните ќе имаат по еднаш опомена, а секој следно ќе биде казнувано. Инспекторите ќе бидат на терен и по полноќ за да ги фатат на дело сите што ќе ја прекршат новата забрана за фрлање отпад по 22 часот. Градските власти ја менуваат организацијата на оваа служба, според информации на Сител. Веднаш по утрешното објавување на одлуката, инспекторите добиваат нов, поинтензивен распоред во тросменско работење. Во контролите ќе бидат вклучени сите градски инспектори и комунални редари. Град Скопје има вкупно 40 инспектори, 11 комунални инспектори и 10 комунални редари. Сите овие вработења ќе бидат распоредени за поголема контрола. Прекршоците ќе ги констатираат на лице место, доколку најдат на веќе исфрлен отпад од поголеми размери, кој ќе биде од поинаков вид од вообичаениот на домакинствата. Ќе се влегува во подетална контрола на правните лица, велат од град Скопје. Од утре стапува на сила одлуката со која се забранува фрлање смет од 22 до 6 часот наутро. Прекршокот ќе ги чини скопјани 50 евра, додека за правни лица казните се од 1300 до 1800 евра, но може да биде и повисока во зависност од типот на отпад. Оваа мерка е воведена пробно и може да претрпи измени, објасни новиот директор на комуналното претпријатие. Целта, вели тој, е воведување ред фирмите и угостителите, повеќе да не ги полнат контејнерите наменети за домакинствата, а градот поефикасно да го собира отпадот. Новото раководство успеало да способи 40 возила за празнење контејнери, но за нормално функционирање потребни се уште најмалку 20. Предпријатието, додава директорот за Сител, и понатаму се соочува со недостиг на оперативци. А ваква пракса со строги правила и временски ограничувања одамна функционира во речиси сите европски држави. На жителите на големите метрополи им е строго забрането да фрлаат отпад навечер, а казните таму достигнуваат и по 200 до 300 евра. Во Берлин, Виена и Копенхаген забраната важи од 22 до 6 часот наутро. Во Париз отпад може да се изнесе само 2 часа пред собирањето. Во Лондон наутро од 6 до 8 и попладне од 18 до 20 часот. Во некои градови отпад се фрла само наутро, точно пред да пристигне камионот што собира смет во одреден ден од неделата. Мирена Давидовска, Сител телевизија. Инспекциите на Агенцијата за храна и ветеринарство откриле сериозни пропусти во сендвичари и пекари во близина на училишта, каде се продавала небезбедна храна на ученици. АХВ најавува засилени контроли се додека операторите со храна не ги усогласат условите за безбедна продажба. Сендвичарници и пекари продавале небезбедна храна на ученици. Контроли на Агенцијата за храна и ветеринарство откриле низ за пропусти кај операторите со храна во близина на основни и средни училишта ширум државата. Слаба хигиена, вработени без санитарна книшка, храна од сомнително или непознато потекло се само дел од пропустите кои ги констатирале проверките на АХВ. Контролите биле направени во изминатите 2 недели. Инспекторите влегле во близу 500 објекти, а прекршување на правилата за продажба на храна биле откриени кај 100. Забрана за работа и клуч на врата добиле 15 продавници. Агенцијата запленила и скоро 700 килограми храна без соодветна декларација. АХВ спроведе засилени контроли кај операторите со храна во близина на основни и средни училишта, сендвичарници, боривџилници и продавници за храна во и надвор од училишниот двор, односно објекти каде што најчесто учениците купуваат храна за време на големиот одмор. 15 забрани за вршење на дејност изрече Агенцијата за храна и ветеринарство на оператори со храна во рамки на 445 инспекцијски контроли кои ги спроведе во изминативе 10 дена.
Контролите на АХВ направиле долг список на пропусти во продавниците од кои ученици купуваат најчесто храна. Во 32 објекти работеле лица без задолжителниот здравствено-санитарен преглед, а кај 30 хигиената била под стандардите. 26 објекти пак воопшто не биле во регистарот на АХВ како регистрирани оператори со храна. Контролите покажале и дека во 19 продавници се продавала небезбедна храна. За утврдените недоследности изречени се парични казни за 77 оператори во вкупна вредност од 36.470 евра во денарска противредност. Издадени се 103 решенија со наредби за отстранување на утврдените недоследности и изречени се 23 опомени. Агенцијата за храна и ветеринарство открила и ненавремена дезинфекција кај објектите, неисполнетост на условите за продажба и несоодветно означување на храната која се нудела на шалтерите. Од АХВ најавуваат продолжување на контролите, а посебно за објектите кои продаваат храна во близина на училиштата. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Пратеничката Славјанка Петровска порача дека СДСМ мора сериозно да ги анализира причините за изборниот пораз и да отвори вистинска внатрешпартиска дебата. Таа смета дека партијата треба да понуди јасна платформа и тим што ќе ја врати на победнички курс. Додека ВМРО-ДПМН повторно бара оставка од лидерот Филипче, обвинувајќи го за недостиг на реформи. СДСМ не смее да го игнорира, ниту да го заборави поразот на последните избори, вели претеничката Славјанка Петровска. Во интервју за Радио Слободна Европа, лошите резултати Петровска ги припиша на отсуството на дебата во партијата по минатите избори. Вели дека во СДСМ веќе се почнати дискусии помеѓу раководството, претеничката група и градоначалниците, а во партијата следува период на сериозни анализи. Мислам дека председателот актуелен има сериозна задача и сериозен предизвик, а тоа е освен овие анализи и дискусии, се разбира дека ќе треба да понуди предлог, платформа или како и да се нарече, начин на кој што СДСМ ќе излезе од оваа ситуација. Не би рекла дека е поволна и не би рекла дека е добра. Јас прашањето за обстанокот, функционирањето на СДСМ не би го врзувала само со една личност. Мислам дека е многу важно после овој изборен пораз и после сите анализи, дискусии, дебати кои што ќе се направат, СДСМ да излезе со тим на луѓе кои ќе знаат како да вратат СДСМ на победничката патека. Недостатокот на дебата во СДСМ го критикуваше и поранешниот генерален секретар на партијата Андреј Петров. Ако нема дебата во една партија, таа партија не може да напред. Јас се сеќавам, ние сме имале дискусии по 6, по 7, по 8, по 10 сати сме останувале во партијата. Не разденувало на состаноци на извршен одбор и на централен одбор. Па некогаш не сме ги довршувале, сме ги продолжувале другиот ден. Сега тоа може да се толкува дека сме се расправале, меѓутоа во суштина тоа сме излегувале посилни. Заради тоа што вие не можете некој само затоа што смета спротивно од вас да го ставите на страна или да бие тоа друштво на кјутолози. Никој ништо не зборува и нешто правиме. Тоа не е добро. Тоа е во ситуацијата, мислам дека за СДСМ му требаат квалитетни луѓе внатре. Она што не му треба и на СДСМ и на опозицијата генерално во Македонија се на тамошни дел. Од ВМРО-ДПМН пак и денеска бараат оставка од Филипче, иако велат дека со последните промени во партиските структури станува јасно дека напредокот и реформирањето на СДСМ за Филипче воопшто не се приоритет. Тоа што Александар Трајановски е нов потпредседател на СДС не е затоа што тој е многу добар или квалитетен, туку затоа што е лојален човек на Филипче и на Заев. Заев се уште ја контролира СДС преку Филипче, а сега си ја потврдува неговата позиција на председател оценка со ставање на Трајановски за потпредседател. Од овие тројца, но и од остатокот на раководството на СДС, народот не очекува ништо. Потребни се реформи итни во СДС за силна опозиција, со кредибилитет и одговорност. Тоа мора да почне со оставка на Филипче. Филипче повеќе пати кажа дека нема намера да се повлече од лидерската позиција во СДСМ, а посериозно реформирање на партијата најави на предстојниот конгрес кој се уште не е закажан. Покрај анализа на изборните резултати, лидерот на партијата не ја исклучи можноста промени да претрпат највисоките партиски органи. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.
Генералниот секретар на ВМРО ДПМН најавува конгрес 800 делегати кој ќе се одржи на 6 и 7 декември. Партијата на последниот состанок на највисокото раководство укажала дека нема да се толерира злоупотреби како во случајот со екс-директорот на платежната агенција. Тој уште еднаш повика на реформи во правосудството и оцени дека писмото од највисоките судски инстанци до премиерот во кој го обвинија дека преминал граница на пристојност е резултат на нивниот страв од промените кои мора да ги направат. Стигна едно навистина невообичаено остро писмо од Судскиот совет и од другите највисоки инстанции во правосудството, како реакција на токму ваквите изјави кои доаѓаат од премиерот, му порачаа дека е надминал линијата на пристојност со критиките кон нив. Размислувате ли во партијата како треба да се одговори, дали треба да се одговори и што ќе биде во рамки на линијата, односно што нема повторно да се свати како мешање во независната власт? Најпрво сакам да укажам од она што претходно го зборував, дека кај нас не недостасува регулатива. Мислам, кај нас недостасува волја. Или во судството и во обвинителството недостасува волја за постапување. Ако ние имаме волја за постапување, тогаш може и да се подобриме. Не е секојаш причина регулативата. Затоа што ако постапуваме и ако решаваме предмети секојдневно, ако се одлучува по предмети, тогаш ќе течат работите. Кај нас е проблемот застојот во работата на судско-обвинителските власти. Тоа е основниот проблем. А во однос на писмото и како тие реагираат, мислам дека писмото е повеќе насочено кон самите нив, а не кон ВМРО ДПМН, бидејќи со ваква реакција и со вакво писмо тие укажуваат дека кај нив се случува сериозна паника за она што тие треба да го спроведат. Ние како ВМРО ДПМН, како влада, како политички чинители укажуваме на сите недостатоци и сакаме да се подобриме. Без силна судска власт не може да има силна влада. Затоа укажуваме да се подобро работите и да може на таков начин да имаме заеднички резултати. Тоа е целта на нашите укажувања во однос на судството и обвинителството.